Во нашата денешна епизода на Живот и здравје ќе ви го представиме нашиот сектор за гинекологија. Овде, здравјето и благосостојбата на жените се наш приоритет. Следете не, додека разговараме за иновациите и грижата која ја нудиме во оваа витална област. Кои се најчести здравствени проблеми поради кои ви се обраќаат пациентите? На поставеното прашање најдобро би ви одговорил кога би ги поделил во неколку групи кои што се најчести пациенти. Првата група ја сочинуваат пациенти кои што имаат пореметување на позицијата на гениталните органи. Тоа значи дека постои некој степен на спад најчесто на матката, но таа никогаш не е изолирана, пропратена е со спад на вагината, спад на бешиката и околните структури на предниот зид на дебелото црево. Важно е да се напомене дека оваа проблематика кај нашите пациентки за жал често пати се сваќа дека е вообичаена, односно дека е нормална, што не е така затоа што во голема мера ја го руши квалитетот на живот и уште повеќе допринесува до инвалидизација, особено во периодот од животот кога се годините повозрасни, тоа е перименопаузалниот период и постменопаузалниот период. Спуштањето на бешиката доведува до непотполно празнење на мочниот меур и остатокот на мокрачата стално во самата бешика предизвикува чести инфекции кои што пациентката тешко ги решава и допринесува често пати и до пропагација на инфекцијата. Може да иде проксимално, односно да страдат и другите органи. Една втора група на пациенти кои се јавуваат со некој тип на тумор на гениталните органи, најчесто се работи за солидни или за цистични тумори, и тоа на матката или на јајниците, и за жал треба да спомнам дека и може да бидат и малигни, односно да се бенигни или малигни. Проблемот со туморите е тоа што нивното откривање е по следица на чести контроли, на редовни контроли, и денеска современата гинеколошка хирургија располага со модерни методи за решавање на сите овие проблеми, без да има последици по пациентката со краток опоравок и трајни резултати. Трета група е пациентки кои што имаат стрес инконтиненција, односно некој тип на инконтиненција, што значи дека неволно губиток на мокрача доведува до често мокрење, односно до празнење на мочниот меур кое што е неволно. И тоа е последица на која што изазива и чести инфекции, и затоа проблемот е решен со еден модерен пристап. Сите овие технологии кои што ги решаваме се изузетно квалитетни, минимално инвазивни и за краток период со еднодневен престој во болница биваат решени. Ваша порака до нашата женска популација. Редовни контроли, редовни контроли и редовни контроли. Они опфаќаат сеопфатен преглед, третман кај гинеколог, односно во првата група изузетно е важно да бидат видени од урогинеколог, каде што ќе бидат и аплицирани најдобрите и најсовремените решенија за проблематиката која што се третира во моментот на дијагностицирање кај пациентката. Денеска располагаме со современи методи, модерни методи за решавање, ефикасни кои што се краткотрајна хоспитализација и траен решавање на проблемите, значи со траен успех на третманот. Ова го посебно потенцирам за инконтиненциите и за пролапсите, односно за спадовите на гениталните органи. Штета е да не се има информација дека во 21 век да се живее со некои од овие проблеми, да се нарушува квалитетот на живот е апсолутно неприфатливо. Благодарам. Кога покрај редовните гинеколошки прегледи треба да посетите гинеколог? Редовните гинеколошки прегледи се еднаш годишно. Значи пациентките, поготово оние кои што се сексуално активни, како и оние кои што пред да започнат со сексуалната активност би требало да посетуваат гинеколог, во кој преглед може да се зема пап тест, да се направи бимануелен преглед или да се направи ултразвучен преглед. Меѓутоа не е само тогаш кога треба да го посетите вашиот гинеколог. Гинекологот може да се посети и кога имате симптоми кои што можат да бидат од страна на
интензивна или појава на вагинална секреција, појава на ирегуларно менструално крварење или појава на крварење кое што ќе биде надвор од нормален менструален циклус, понатаму појава на болка, например, или сето она што одудара од нормалниот начин на функционирање на самата таа жена, појава на одредени тумори, одредени промени кои што се наоѓаат на вулвата, сето тоа би требало жените да ги натера да дојдат на вонреден гинеколошки преглед. Дали минимално инвазивните техники се дел од нашата пракса? Во денешно време целата гинеколошка хирургија оди и се насочува кон минимално инвазивни техники. Ако прашањето е зошто, поради тоа што обезбедуваат односно брза рехабилитација на пациентката во ова време во кое што се наоѓаме, во кое што е брзо, динамично време, помалце постоперативни потреби за аналгетична терапија, краток престој во болница и брзо враќање на секојдневните активности. И секако пратејќи го трендот во светот, во нашата болница, во Жан Митрев клиника, се изведуваат овие минимално инвазивни интервенции. Во нив спаѓаат, на прво место би ја спомнала хистероскопијата, која што како метода, и тоа без никаков рез, се прави отстранување на полипи од шуплината на матката, на миоми од шуплината на матката, се прави ресекција на септуми и она во што се користи во последниве неколку години се нарекува ендометриална аблација, односно кај пациентки кои што имаат обилни и профузни менструални крварења, со што идејата е да го намалиме истекувањето на крвта, односно со тоа да спречиме пациентката да биде анемична. Она што друго се користи во нашата болница се лапароскопските техники, лапароскопската хирургија. Исто така се користиме вагинален пристап при решавање на проблемите на пациентките и при решавање на уринарната инконтиненција се користи трака, која што е исто така минимално инвазивен пристап со кој што пациентките остануваат само еден ден во болница и после тоа се враќаат на своите нормални активности. Ви благодариме што бевте дел од нашата дискусија за гинекологијата во Жан Митрев клиник. Со посветеност и експертиза, ние се грижиме за здравствените потреби на жените во секој чекор од нивниот живот.